Вкупно 430.000 евра за еден мандат во одборот на директори на Телеком ќе легнат на сметките на Зоран Китанов, Шкодране Дардиште и Садула Дураку. Најмногу ќе се офајди Китанов, поранешниот директор на државни патишта, човек кој важеше за еден од најблиските соработници на поранешниот премиер Зоран Заев. За 4 години од позицијата председател на одборот на директори, Струмичанецот ќе инкасира 300.000 евра, 80.000 од позицијата заменик председател ќе добие Садула Дураку од ДУИ, а 50.000 ќе добие и Шкодране Дардишта, која е исто дел од партијата на Али Ахмети. Ова се нови имиња кои опозицијата ги објавува во аферата Паразити, велејќи дека од позиција на членови на одбори заработуваат вистинско богатство. Китанов беше еден од најблиските соработници на Заев и Ковачевски. Како директор на ЈП државни патишта нема направено ниту еден проект, а јавноста ќе го памети само почочекот во тунелот на автопатот Демиркапија Смоквица, кој го изгради владата на ВМРО ДПМН, додека Китанов само го изигра првиот чочек. Исто како во државни патишта, така и во Телеком, Китанов нема никаков придонес. Во аферата Паразити на ВМРО ДПМН влегоа и директорите на Елем и Мепсо, Васко Ковачевски и Орхан Муртазани, кои за еден мандат на својата сметка ќе добијат по 80.000 евра. Ова се функционери од кои јавноста не видела никаков бенефит. Тие се паразитите во ова општество. Во најтешка економска криза земаат илјадници евра плата, а нивниот придонес за државата е нула. Со информации стари 7 години, денеска со афера за финансиите за работење од функционери на опозицијата, излези владачката партија, ја објавија платата која лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ја заработувал како директор на Елем и советник во владата. Од таму велат дека Мицкоски за своите услуги за повеќе години заработил вкупно 93.000 евра. Како директор и председател на управниот одбор на некогашен АД Елем за само 10 месеци во периодот од септември 2016 до август 2017 година од буџетот инкасирал над 1,9 милиони денари или над 31.000 евра. Неговата месечна нето плата во Елем изнесувала 98.000 денари нето. Од опозицијата подсетуваат и дека Дардиште е политичар од ДУИ која се закануваше со војна и ги подгреваше тензиите во општеството пред нецела година, кога алудирајќи на 2001 година на Фејсбук напиша дека се уште ги чува лечизмите на таван.